Сите лица кои се во социјален ризик денеска може да се пријавуваат во надлежните центри за социјална работа да поднесат барања за да може да ги добијат новите надоместици предвидени со социјалната реформа. Исплатата на социјалната права според новите закони почнува во текот на идниот месец, а помошта се зголемува за околу 300%. Со реформата годишно во буџетот се предвидени 2 милиарди динари. Според Министерството за труд и социјална политика, со реформата се опфатени сите кои досега примале социјална помош, домаќинствата со деца кои се со една минимална плата, невработени родители кои чувале деца со попреченост, а се над 62 години за жена и 64 години за маж, и лица над 65 години кои не оствариле право на старосна пензија поради тоа што немаат доволно години стаж, вклучувајќи ги и тие без еден ден работен стаж. Со социјалната реформа, Министерството за труд и социјална политика очекува да се извлечат околу 30.000 домаќинства од сиромаштија. Со оваа реформа се воведува семеен пакет или минимален адекватен приход, што го содржи во себе и детскиот и образовниот додаток, енергетскиот додаток, но и оној социјалниот трансфер што државата има обврска да го трансферира кон сиромашните семејства. Со целата реформа се зголемува за 20 пати бројот на деца кои ќе примаат детски образовен додаток. Со реформата првпат се воведува и закон за социјална сигурност на стари лица, а со тоа се воведува и државна пензија во износ од околу 6.000 динари, која се исплаќа преку социјалниот систем, а не како контрибуција од пензискиот систем. 6.000 граѓани кои не оствариле право на старосна пензија првпат треба да го добијат овој надоместок. За лицата со попреченост дополнително се воведуваат мерки кои ќе го олеснат секојдневното живење на родителите на децата со попреченост, но исто така сите трансфери кои се однесуваат директно за олеснување на живењето на лицата со попреченост остануваат со овој закон како такви и постојано се унапредуваат. Се воведуваат траен надоместок од 8.000 динари за сите родители кои чувале дете, а сега се на возраст од 62 или 64 години. Дополнително, за оние родители кои имаат дете со попреченост, а се вработени надоместок за скратено работно време, ќе изнесува до 50% од просечната плата, а тоа е речиси за 3 пати зголемување на надоместокот кој денеска го земаат тие родители. Корисниците на социјална парична помош, кои се веќе во системот, а имаат деца во образовниот период, основно или средно образование, ќе бидат привикувани во центрите каде треба да поднесат барања за да може во следната исплата во јуни, која се однесува за мај, да им се пресметаат и образовниот и детскиот додаток и да се оформи семејниот пакет. Со социјалната реформа, 4-члено семејство со 2 школски деца ќе зема месечен надоместок од 10.600 денари. Ова е семеен пакет кој што ќе содржи правата од гарантиран минимален приход, детскиот и образовниот додаток и енергетскиот додаток. Истото семејство сега најчесто земало социјална помош од околу 3.000 денари.